Здравствената криза прерасна во социоекономска, а тоа е причина да се зголеми и бројот на насилства, покажуваат анализите на невладиниот сектор. Насилството и агресијата дома и во општеството стануваат се поевидентни, а се очекува состојбата доправа да ескалира. Оние кои што биле насилни, сега ќе станат уште понасилни, а дури ќе се случи некои кои што воопшто претходно немале такви проблеми, да почнат да стануваат насилни. Рестриктивните мерки ги наруши секојдневните навики. Безпарицата од пуштањето од работа го зголемија стресот, а негрижата на државата дополнително ја услужнуваат ситуацијата, коментираат граѓаните. Газдите не плаќале придоници, тоа требаше државата да се поведе сметка. А никој не поведе сметка за нас. Лаже се, манипулира се и се збуните и се нервозни. И влијаете како на здравјето на луѓето. Кога ќе биде оваа вакцинација, Господ само знае. Така, како најчесто го манифестираат стресот? Па со нервози, со кавги меѓу себе. Нашиот систем не покажа моќ и не може да реагира. Секој одоговлекување на пандемијата предизвикува фрустрација кај населението, а празнењето од стравот најчесто предизвикува агресија, сметаат експертите. Од се ова до сега што се гледа сме немоćни. Па видите, например, вакцините исто така 3-4 месеца, 5, нели ќе додат, ќе не додат. Исто тоа, например, многу луѓе кај нив делуваше веста дека ќе додат вакцини, за нив делуваше, како да ви кажем, смирувачки, седативно, и кога не дојдоа, онда сега се поеќе расте фрустрацијата. И стравот. И Светската здравствена организација предупредува дека во услови на ковид важно е да се обрати внимание на влијанието на кризата врз менталното здравје, посебно кај тинејџерите, повозрастните како и кај групи со зголемен ризик на насилство.